Почитувани, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз, наместо парите за граѓаните да ги намени за изградба на училишта, градинки, болници и други објекти кои се од витално значење за животот на граѓаните, кои плаќаат данок, тие парите ги наменуваат за изградба на станови за мигранти, кои што треба да се доселат во Република Македонија. Според планот на Заев и Мила Царовска, во Прилеп е предвидено да се изградат 14 стамбени згради за сместување на доселените мигранти. Изградбата на овие објекти би ги чинело граѓаните точно 7 милиони евра. Додека во Прилеп имаме млади брачни парови кои се без собствен дом, каде што ќе го подигнат своето семејство, граѓаните на Прилеп ќе треба да финансираат изградба на станови за мигранти. Додека ВМРО-ДПМН нуди реални и остварливи проекти за секој граѓанин да дојде полесно до свој собствен дом, преку проектот стекнување на собствен дом, Социјалдемократскиот сојуз нуди проекти како од парите на граѓаните да се градат домови за лица од третиот свет. Во Ново село, по барање на граѓаните, општината поднела барање да и бидат отстапени објектите кои припаѓале на АРМ и истите да ги реконструира во старечки дом и стамбени единици за граѓаните. Од Мила Царовска добиле одговор дека тие објекти се предвидени за трајно населување на мигранти, кои треба да ги прими општината Ново село. Со тоа, највозрастните граѓани од Ново село и нивната желба за старечки дом нема да бидат остварени, благодарение на политиката на Мила Царовска и Заев, на кои приоритет им се мигрантите, а не собствените граѓани. Во Штип, например, моментално има 2300 невработени граѓани, кои во иднина треба да добијат работно место. Додека ВМРО-ДПМН спроведуваше реални проекти со кои овие граѓани требаше да дојдат до сигурно работно место, според планот на Мила Царовска, во Штип без работа треба да останат и дополнителен број на граѓани, бидејќи Заев и Царовска решиле токму во Штип да населат 6000 мигранти, кои исто како и сите останати ќе треба да добијат место за живење во оваа наша држава. Почитувани, остануваат уште точно 3 дена. 3 дена до 15 октомври, кога на Социјалдемократскиот сојуз ќе му биде испорачана казната. Казната од граѓаните за оваа погумна политика. Ви благодарам.